Одат. Главата побеле од тие. И од жени, и од се. Мама, дојди си дома, мама ручок, мама прање, мама се. Па они ништо немат, викат нема време. Како нема време на телефонот, да нема да дојде да ја виде мајка или се на телефонот. Мобилните телефони, тишината помеѓу партнерите и парите се најчестите причини што според граѓаните доведуваат до развод кај младите. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека најмногу разводи има кај лицата од 35 до 39 години, а најризичен период за бракот е помеѓу 5-та и 9-та година од заедничкиот живот. Граѓаните велат дека денес на младите се им е овозможено, од одмори автомобили до платени сметки и апарати во домот. Но и покрај сето тоа, според нив недостига најважното – љубовта и слогата. Има како нема. Децата најше страдат. Они си најдат а децата страдат. Чини може да нема пари, може да са млади, не размислуваат во бракот и тоа е тоа. Таа младост и оваа младост не се исти. Значи таа младост беше друга младост, ние од тоа постарото време така речено. Не работи, има шанси и тоа да е. Едноставно се растурат бракови. Има. Па причина може да е, не знам. Има. Причини кои се? Не знам. Телефоните не се причини. Телефоните треба да ги забрануваат на малолетниците, да не упаѓаат у порнографија. Тоа е обавеза. Тоа е секој ќе го траже, дури ја барам жена да се женам, па би требало у куќата да имаш еден друг. Секој може да пише, тоа е глава болка, може да те досадуват и може да упадне у некои нечисти работи. Па да те гнаве, па да дојдеш до судови. Па може да и финансиите. Не. Тоа го имало и од време, например. Што се одиле со други и од време го имало. Ама сега е па многу. Значи тога и не смееш. А сега, не знам, сега викат дека женските биле појаки од машките. Постарите велат дека порано имало повеќе почит и трпение помеѓу партнерите. Кога ќе се појавил проблем, се разговарало, се попуштало и се барало разбирање, наместо веднаш да се носат брзи одлуки. А едно време не е било така, значи мора да го поштуваш. И тебе, и ти него, и не смееш да идеш дома да кажеш. Макар ако имаш нешто, нели, секој, нели, и да те скара, и да те не смееш дома да кажеш на твоите. Оти ти вика тамо, дека си ојдела тамо. Едно време беше друго. Тоа беше срамота. Срамота беше. Да. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2025 година се склучени 10.507 бракови, што е за 5,1% помалку во споредба со претходната година. И покрај намалувањето на бројот на бракови, разводите остануваат дел од реалноста во македонските семејства. Најмногу разводи има кај лицата на возраст од 35 до 39 години, а најчесто се случуваат во првите 5 до 9 години од бракот. Статистиката ја потврдува сликата дека и покрај современиот начин на живот, стабилноста во бракот останува предизвик за многу парови.